Свети Николе е една од трите локации во државата каде ќе се произведуваат сериозни количини на електрична енергија од обновливи извори на енергија. Се градат околу 95 мегавати ветерници. Едната е во Богданци, каде што влегуваат инвеститори Словенија, Австрија, Германија. Во 30 мегаватни со одобрение за градба е, верувам овие месеци веќе столбовите ќе се постават. Во Демир Капија, турска компанија од 35 мегавати и во Свети Николе, македонска компанија од 36 мегавати, некаде значи околу 100 мегавати. Дополнително со донесување на урбанистичкиот план кај село Амзабегово се отвораат вратите за вложување во зелена енергија и производство на струја и фотоволтаици. Се работи за површина од 50 хектара, каде што веќе 7 фирми имаат склучен договор со Министерството за економија. Во тек е постапката и за уредување на просторот таму и ќе се произведува, на тој потек ќе се произведува 25 мегавати електрична енергија. Ова Свети Николе го става високо на државниот врв кога во прашање е производство на електрична енергија од обновливи извори. Па секако тука ќе има и вработување во делот на одржувањето, во делот на обезбедувањето на таа територија што ќе биде на тој потек кај село Амзабегово. Се надевам дека ќе ги вклучат и домашните фирми. Обезбедувањето на така наречената зелена енергија во многу нешта ќе придонесе за намалување на штетните емисии во воздухот и зачувување на животната средина, што е еден од државните приоритети.